Послание за болните. Петти лек. Еј ти што си засегнат од болест. Во последно време, преку искуството, дојдов до сознание дека болеста е божествена награда за некои луѓе, дар од Семилостивиот, Рахма. Во изминативе 8-9 години, иако не бев достоен за тоа, некои млади луѓе дојдоа кај мене и ми се обратија барајќи ја мојата молитва. Забележав дека секој од овие млади болни луѓе почнаа да размислуваат за задгробниот свет во поголем степен од останатите млади луѓе. Ја немаше таа младешка опијанетост. Самите себе, на некој начин, си имаа спасено од животинските страсти од аспект на непромисленоста. А јас ги гледав и ги предупредував дека нивните болести за божествена награда во границите на нивната издржливост и им велев: брате, јас не сум против оваа твоја болест. Јас не сочувствувам со тебе, ниту пак те сожалувам поради твојата болест за да се молам за тебе. Обиди се да бидеш трпелив додека болеста потполно не те разбуди, и штом болеста ја исполни својата должност, со Божја дозвола, милосрдниот Создател Халик и Рахман ќе ти помогне да оздравиш. Уште им велев: некои од вашите браќа по несреќа, преку несреќата на доброто здравје, стануваат несовесни, се откажуваат од 5 дневни задолжителни молитви, намаз, не размислуваат за гробот, кабурот, и забораваат на Аллах. Преку површното задоволство од краткиот час на земниот живот, тие се потресуваат и го оштетуваат бескрајниот вечен живот, а дури и го уништуваат. Со очите на болеста, сигурно ќе го видиш местото каде што заминуваш, односно гробот, а малку подоцна ќе ги видиш и задгробните престојувалишта, па според тоа и ќе се однесуваш. Тоа значи дека за тебе болеста всушност представува здравје, а за некои слични на тебе здравјето представува болест.